Предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2026 година. Почитувани до општинската администрација се доставени 2 амандмани по оваа програма од советниците од Левица. Овие амандмани се доставени до советниците и по нив поединечно ќе се изјасни градоначалникот дали се прифаќа и ќе бидат составен дел од самата програма. Ќе ги прочитам двата амандмани заедно. Ќе дадам збор на представникот од советничката група да се произјасни за двата амандмана заедно, а потоа поединечно градоначалникот ќе се изјасни по нив. Како? Градоначалникот, да, се извинувам во ред. Градоначалникот ќе се произнесе по нив. Да. Амандман 1. Реконструкција на споменикот од НОП во село Негорци. Го повикувам градоначалникот да се изјасни по овој амандман, дали се прифаќа и ќе биде составен дел на програмата. Овој амандман не се прифаќа од причина што овој проект треба со измена на програмата за спомен обележја. Значи, во таа програма влегуваат градби од ваков тип и ќе треба да видиме со измена на програмата или со програмата за 2027 година да се предвиди и овој проект. Значи, ние веќе по таа програма имаме реализирано. Првиот проект беше Илија Џаџев, што е пред театарот, има и други што се влезени по, мислам, беше 4 годишна или 5 годишна програма, но со измена може да влезе и овој споменик во Негоци. Благодарам, градоначалник. И амандман број 2, реконструкција и опремување на една просторија во Младинскиот дом во Негорци. Го повикувам градоначалникот да се изјасни по овој амандман, дали се прифаќа и ќе биде составен дел од оваа програма. По реализацијата на проектите за Ардејци, Богородица, Моин за младински домови, значи сега имаме барање од сите населени места и фирмата која што е на јавна набавка во моментот го изработи проектот за кровот во гимназијата, ќе започне со изготовка на проектот за детската градинка Цветови, потоа доаѓа младинскиот дом во Миравци, младинскиот дом во Мрзенци, пионерскиот дом во Гевгелија, детската градинка во Миравци, така што ова е помал проект, но ќе одиме со ред од причина што најголемо барање на жителите на Негоци и ваши и на сите беше фекалната канализација и колекторот. Тоа ќе биде приоритет, но и за ова сега ќе биде ставен и ќе биде изработен проект за ова просторија. Но со редот веќе е даден налог на фирмата која што изработува проекти. По завршување на овие 6 што ги спомнав, ќе се изготви основен проект за реконструкција на таа просторија. Значи, ова нема да бара финански значителни средства. По изготвувањето на основните проекти за овие 6 што ги спомнав, ќе преминеме и за основен проект за оваа просторија. Значи се прифаќа амандман. Бидејќи амандманот 1 не се прифати, му давам збор на предлагачот да го образложи амандманот, дали останува се уште или го повлекува? Благодарам. Почитувам градоначалник. Овој амандман го поднесовме нова програма за уредување на градежно земјиште во краткиот рок што ни беше за поднесување на амандмани од одобрувањето на материјалите. Инаку ова иницијатива беше на еден наш сограѓанин кој што има негов близок роднина жртва од партизаните од НОП. Него беше предлагот. Инаку не знаев, ама вие сега кажете дека има програма посебна за спомениците во општината. И веќе што ме така, значи е надлежност за ова од друга програма. Јас ќе го повлечам овој амандман, така да што во иднина на таа програма ќе изработиме повеќе амандмани за повеќе споменици, кои што сметам дека на територијата на општина Гевгелија има доста споменици од НОП кои што треба да се реконструираат и да бидат тоа што треба да бидат. Благодарам. Благодарам. Тоа констатирам дека амандманот 1 од поднесителите на амандманот е повлечен.
А амандманот 2 е прифатен од градоначалникот и станува составен дел од програмата. Отварам претрес по предлог програмата со извештај од комисиите. Представникот од општинската администрација присутен, му даваме збор на представникот. Повелете. Моле? За двете точки, Латинова, точка 4 и точка 5 ви давам збор. Така ги усвоивме и предлог програма за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација на општинските улици и патишта. Почитуван градоначалник, почитувана председател на совет, почитувани советници. Измени и дополнување на програмите за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија се врши поради усогласување со измените и дополнувањето на ребалансот на буџетот на општина Гевгелија. Исто така и се усогласува со правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште, со објектите на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците. Со измените на правилникот се намалуваат коефициенти за надоместок на уредување на градежно земјиште за спортски, покриени, откриени објекти за базени и за трпостаници. Исто така и програмата се врши измени и дополнување за изградба, реконструкција и рехабилитација на улици во општина Гевгелија поради усогласување со измените на буџетот на општина Гевгелија. Материјалите ги имате, доколку имате прашања ви ставам на располагање. Благодарам на представникот на општинската администрација. Дали некој се јавува за збор? Сивова? Благодарам, председателке. Програмата за уредување на градежното земјиште представува еден од најзначајните документи за локалниот развој, бидејќи директно влијае врз инфраструктурата, условите за живот на граѓаните и равномерниот развој на општината. Се извинувам, колешка Силова. Ве молам за внимание, повелете. Го имам вниманието? Да. Благодарам. Значи, програмата за уредување на градежно земјиште представува еден од најзначајните документи за локалниот развој, бидејќи директно влијае врз инфраструктурата, условите за живот на граѓаните и равномерниот развој на општината. Потребно е средствата да се распределуваат транспарентно и согласно реалните потреби на граѓаните. Во таа насока, неопходно е приоритет да добијат проектите што имаат директно влијание врз секојдневниот живот на граѓаните, средствата да се насочат кон реални и видливи потреби, наместо проекти што немаат директен ефект врз квалитетот на животот на граѓаните. Во оваа измена и дополнување на програмата мора да напомена дека се усогласи со сумите од буџетот, што не беше случај во самата програма која што имаше погрешни податоци уште на почетокот. Тоа го укажував уште на усвојувањето на самата програма на петтата седница од 26.12, каде што уште на стартот воочи дека во програмата подпрограма ЕА, општинска администрација, капитални трошоци на општината, во вкупниот износ беше внесено купување на возило од 2.900.000, купување на опремни машини од 300.000, значи 3.200.000. Тоа го укажав уште на стартот. Тоа не се промени, затоа што представникот на општинската администрација рече дека такви насоки добиле од финансовото одделение, не го окривувам него апсолутно, ама во иднина треба да ги прифаќат сугестиите од страна на советниците, без разлика дали се од позиција или опозиција, затоа што се добронамерни за исправност на документ во секој случај. Сега е фактички усогласено со буџетот. Сега сите промени се усогласени со буџетот, иако да кажеме за мене чисто ми смета дека во член 6
во глава 5, трошоци за реализација на програмата за уредување на градското земјиште во табелата во делот програма ЈМ, изградба на паркови и зелено во капитални расходи, износот 27.219.210 се заменува со 14 милиона. Сега е 14 милиона во буџетот, да, ама во буџетот на почетокот на годината програмата ЈМ била 14 милиона и 420 илјади, а не 27, како што ви укажав уште на самата седница, ама тоа од пропус видна и да не се повтори во измена. За самата измени на програмата, добро е што видовте и се исправија техничките грешки. Мислам, добро е што ги прифаќате сугестиите, така треба и во иднина, нели, кога се работи за исправност на документите, каде што во програмата ЈА, под програма ЈА0, изградба на јавно осветлување, износот беше 3 милиона во програмата, тука беше милион, сега се исправи во ред. Тоа го исправките ги добивме на мейл и сега на комисиите прашав за член 11, каде што е утврдена висината за надоместок за уредување на градското земјиште и начин на плаќање во делот 6.3, начин за утврдување на корисната нето површина за објекти и коефициентите врз основа на кои се пресметуваат надоместокот за уредување на градското земјиште. И да, ми одговоривте и тука стои во образложението дека се врши усогласување на програмата со измените и дополнувањата на правилникот за степенот на уредување на градското земјиште со објекти за комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденоста, објавено во Службен вестник на РМ број 49 од 2026 година. Тоа е во ред. Една забелешка имам. Значи, во самата програма, кога се донесуваше, од брзање или од не знам како да кажам, нели, се направија пропусти во износите, во сумите согласно буџетот, а воопшто не се спомна дека надоместок, висината на надоместок за уредување на градското земјиште има промена. Значи 2023 година, 2024 и 2025 надоместокот е ист, додека во 2026 година се мени и се зголемуваат комуналите. Тоа сега реагираат нашите граѓани дека воопшто немале појма дека тоа нешто ќе се случи. Ако може тоа да го регистрира камерата, ве молам. И излегува дека на Мала Врата се протнаа тие покачувања без да се даде акцент дека да, тоа ќе се случи. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Алчинова. Благодарам, председателке. Во однос на предлог програмата за измена и дополнување на програма за уредување на градично земјиште за 2026, како советничка група не сме против инвестиции, не сме против изградба на инфраструктура, против осветлување, паркови или спорт. Но дали овие измени се прават врз основа на реални потреби на граѓаните? Со оваа измена вкупните трошоци се зголемуваат од 163 милиони на над 168 милиони денари. Или тоа се речиси 5 милиони денари дополнителни средства. Во материјалите не гледаме доволно детално образложение по кои критериуми се избрани проектите. Особено загрижува фактот што за јавно осветлување средствата се зголемуваат од 1 милион на 7,3 милиони денари, за урбана опрема од 4 милиони на 6,5 милиони, за спорт и рекреација од 2 милиони на над 6 милиони денари. Прашањето е дали е ова најгорливите проблеми со кои се соочуваат граѓаните во моментот. Граѓаните бараат подобра водоводна и канализациона мрежа,
решавање на дивите депонии, улици без дупки, чиста животна средина, еднаков развој на сите населени места. Во програмата гледаме и нови ставки, но не гледаме динамика на реализација. Дополнително се предвидуваат средства за урбана опрема, паркови, спортски објекти. И се тоа се позитивни работи, меѓутоа дали има јавна анкета, консултација со местните заедници или приоритети на самите граѓани. Во делот од предлог програма за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2026. На хартија бројките растат. Од 88 милиони програмата се зголемува на речиси 96 милиони денари. Се додаваат нови улици, нови ставки, нови ветувања, меѓутоа низ Гевгелија имаме раскопани улици, недовршени зафати, оставени дупки, кал, прашина и небезбедни патишта, на кои што граѓаните чекаат со месеци за завршување на самите објекти. Се копа без план, се раскопува без контрола, се остава недовршено без одговорност. Не се гледаат рокови, се гледаат само улици, што по неколку месеци повторно се раскопуваат. Се прави хаос на терен, а потоа се бараат нови милиони и станавме град на вечни раскопувања и недовршени проекти. Граѓаните конечно заслужуваат рокови што се почитуваат, квалитетна изградба и транспарентност, бидејќи живееме во кал, прашина и раскопани улици. Благодарам. Благодарам. Господин Николова. Господин Николова. Почитувана председателка, градоначалник, почитувани советници, колеги, гевгелиска јавност. Секој кога ќе земе дома да реновира, и едно кречење, едно материсување, одзема време и се ствара хаос за дома. И домакинките и домакинот се прашуваат кога ќе заврши ова. Дали ќе се пребереме? Овие години градот навистина личи на градилиште, ама не остана ни една улица не асфалтирана. Убаво памтам во претходниот мандат на градоначалникот кога се правеше атмосферска канализација таму каде што беше планирано. А сега се прави атмосферска канализација таму каде што воопшто немало, никогаш во Гевгелија. Некои недобронамерници зборија што е ова, каква е оваа прашина, ова ВМРО, што прави, целиот град е во прав и тоа се заврши. Не може кога ќе се раскопе улица да се асфалтира веднаш. Мора да слегне земјата, да се види дали треба уште да се нивелира и потоа добро да се асфалтира, да нема задршка на вода. Дали некој од нас има поминано покрај Маршал Тито улицата пешки да оди до железница станица да види што се работи таму? Раскопано е се. Таа улица не е никогаш така реконструирана инфраструктурно. Ниту водовод, ниту канализација, ниту атмосферска канализација, ниту струја. Се беше останато од времето на социјализмот. И сега е навистина едно големо градилиште и како што кажа претходно еден колега и градоначалникот, Маршал Тито е белек на градот. Кога ќе биде направена со се, и хортикултурно кога ќе биде уредена, и бандерите стари кога ќе бидат заменети со канделабри, и старите дрвја заменети со ново хортикултурно уредување, сите ќе бидеме горди на тоа. Ништо не се завршува преку ноќ. Мора да биде раскопано. Ќе ја издржиме таа прашина. Не е ништо страшно. На кој му смета, нека не поминува по тие улици. Дали некој друг се јава по прв пат за збор? Силова, тоа поведе. Благодарам председателки. Во врска со предлог програмата за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта на општина Гевгелија за 2026 година,
уште на самите комисии ви реков дека податоците се во ред. Сега само една забелешка. Член 6 вели вака: во член 3 во табелата во делот програма Ј6 под програма Ј6.0 одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање режим на сообраќај, износ од 3 милиона се заменува со износ милион, значи се намалува за 2 милиона. Еден апел, не само од мене, него и од сите жители на улица Талјабикова, значи од Слободан Митров Данко, кога се врти десно на кај Талјабикова, постои една дупка, што не е ни означена дека е дупка. Да ви кажам лично, јас имав едно лошо искуство, синоќа со велосипедот направив едно дум. И да не кажам, станав ептен, свесна дека тоа е проблем не само на сите граѓани. Значи да се преземе нешто во таа насока. Благодарам. Колешка Сивова, само Сивова, веќе? Извини, да не ти зборувам позади грб, сакам да те прашам, имаше ли конкретно прашање, пошто не забележав? Сите беа и од првото излагање и од ова. Да. Во ред, благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг не се јавува за збор, точките 4 и 5 ги ставам на гласање. Точка 4. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 26-та. Ја ставам на гласање, а му благодарам на представникот на општинската администрација. Кој е за точка 4? Молам нека прене рака. Добро. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 4 е усвоена со 11 гласа за и 6 воздржани. Точка 5. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 26 година. Ја ставам на гласање. Кој е за, молам нека тене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 5 е усвоена со 10 гласа за, 6 воздржани. Одиме понатаму, точка 6 и 7, како што усвоивме, ќе ги разгледуваме заедно, по нив ќе се произнесе и представникот на администрацијата и ние ќе ги дискутираме заедно, ќе ги гласаме одделно. Точка 6, предлог програма за измена и дополнување на програмата за спортските активности за 26 година и точка 7, предлог програма за активностите во областа на социјалната заштита за 26 година. Отворам претрес по програмата со извештај од комисиите и збор му давам на представникот на администрацијата кој ни е присутен. Повелете. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитувана председателка на Советот на општина Гевгелија, почитувани членови на Советот на општина Гевгелија, почитувана јавност. Овие две предлог програми што се на дневен ред на денешнава седница се поврзани со измените и дополнувањата на буџетот на општина Гевгелија за 2026 година, што се однесува на предлог програмата за измени и дополнување на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2026. Измените неизини се однесуваат на зголемувањето на вкупниот износ во висина од 4 милиони денари, кои се распоредуваат на неколку апликанти, и тоа на женски ракометен клуб Гевгелија Југ за 600.000 денари, на кошаркарскиот клуб Гевгелија за 650.000 денари и како на КК Кожув Гевгелија за 1 милион денари. На Кошаркарската федерација на Македонија се одобруваат 1.200.000 денари за организација на Европско првенство во Б дивизија. Исто така на Општински фудбалски сојуз Валандово му се одобруваат 250.000 денари за елитен меѓународен детски фудбалски турнир.
и остатокот од 300.000 денари се метнува во дополнителни активности. Доколку имате прашања во врска со оваа предлог програма, ви стојам на располагање. Додека кај предлог програмата за измени и дополнување на програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на социјалната заштита за 2026 година, вкупниот износ на програмата се менува за 1.500.000 денари, а се распоредуваат во еднократна парична помош за социјално загрозени лица, жители на општина Гевгелија, поточно како еднократна парична помош за лекување. Доколку имате прашања, повеќе. Благодарам на представникот на општинската администрација. Дали некој се јавува за збор? Миловски, па Тодоров. Благодарам. Во секој случај потекнувам од областа на спортот и се што е во таа област го поздравувам. Меѓутоа, вчера на комисиите поставив едно прашање, ќе го поставам и денес. Ме интересира кој е начинот на кој се искажува транспарентноста во делот на апликантите, односно на кој начин можат да добијат информација сите апликанти, а ги имаме 40 и кусур во програмата за спорт, за да можат да конкурират, односно да поднесат барање за овој ребаланс. Сигурно не се само овие 4-5 клуба апликанти тука кои имаат потреба од зголемени финансии. Сигурно има и некои други од програмата, каде што беа 45-6 апликанти. И ме интересира на кој начин ќе дознаат овие апликанти како да може да го поднесат своето барање. Друга работа, значи што ми падна во очи во програмата, кај некои од овие апликанти овде што имаат поднесено барање за зголемување средства, јасно е кажано зошто им се потребни тие средства, меѓутоа кај дел од апликантите немаме никакво познавање, немаме информација која е потребата за зголемување на овие средства. Еве, кај кошаркарскиот клуб Гевгелија јасно е кажано дека заради учество од втора во трета лига, значи одат еден стадион погоре, учество во втора државна лига, женска група се менува и гласи прва Б лига, исто така еден стадион нагоре, и учество во М18 генерација женска група Суперлига жени, и во колоната одобрени средства, износот значи се менува така како што се менува. За разлика од нив кај другите апликанти под реден број 4 колона женски ракометен клуб, вика во колоната одобрени средства, износот од 800.000 денари се менува и гласи 1.400.000 денари, а немаме зошто се потребни овие средства. Исто кај другите апликанти, да не должам. Значи ме интересира кој е начинот, транспарентноста на постапката за да може да се аплицираат апликантите за овој ребаланс. Благодарам. Благодарам. Добро. Следен за збор Тодоров се јави. Во однос на предлог програмата за измени и дополнување на спортските активности во општина Гевгелија и нивната финансиска подршка, ја прво би почнал позитивно во однос на оваа програма, односно ќе ги поздравам успесите на кошаркарскиот клуб Гевгелија и мислам дека тука ќе му дадаме една конструктивна критика на градоначалникот, да на полека со годините да од КК Кожув намалуваме од овие енормни средства за плаќање на странски играчи и ги финансираме баш овие младите нашите.
бидејќи ние треба да создаваме наши кадри, наши спортисти, а не странски платеници. Колку и тоа на краток рок да ни носи среќа и успех и да се радуваме дека сме постигнале нешто, на долг рок ние тие парични средства ги трошиме само за забава, но не и за придонес кон здравието и афирмација на спортот во нашата општина, кон нашите деца. Тука би ве замолил, бидејќи гледајќи ги сумите кои што се оделуваат за младинските категории и сумата која што се оделува кон кошаркарскиот клуб Кожув се значајно различни. И имам само едно прашање во однос на ова за фудбалскиот сојуз Валандо, што треба да му се доделат парични средства од 250.000 денари. Ова активност не беше планирана во предлог програмата. Овој турнир мислам дека заврши веќе и сега треба да платиме веројатно некои парични средства кои што не знаеме зашто. Ќе им го честитам успехот на КК Кожув кој освоја трето место, ние малите. Исто така. Па дополнително објаснувам градоначалникот во однос и на ова финансиска поддршка за фудбалскиот сојуз. Зашто точно станува збор? Благодарам. Благодарам. И следно за збор Димитар. Благодарам, председателке. Штом двете точки ги дискутираме заедно и се отфрнам на програмата за социјална заштита. Вчера од оправдани причини и работни обврски не може да присуствувам на комисијата, на која сум председател, за поздравување и зголемувањето на вкупната сума на оваа програма од 4,5 на 6 милиони денари. Се повеќе наши сограѓани имаат потреба да патуваат во Скопје за дополнителна терапија. Имаме ново диагностицирани пациенти со малигни заболувања на кои што им треба продолжување на лекувањето во Скопје. Така да таа поддршка е апсолутно и потребна на фамилиите, на членовите, а и се зголемува и преживувањето од овие малигни заболувања, така да таа поддршка ќе треба од година во година да ја зголемуваме доколку сме во можност. Во однос на програмата за спорт, многу ми е мака што колегата Нечевски не е тука, затоа што имавме дискусија неколку совети поред во однос на клубовите и на средствата. Еве него видов и на Final Four турнирот кој што се организираше за М20. Него видов на трибините. Така да за поздравување одвоените средства за тоа и за поздравување организацијата на Европското првенство Б дивизија кој што ќе бидеме домаќини. Така да гевделиската јавност ќе може да ужива во убави спортски настани. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Повелите. Кратко, во однос на поставените прашања. Првото за апликантите, на кој начин аплицира, значи приносењето на буџетот за 2026 година, односно програмата за спорт, имаше бавење од советниците и за прв пат од страна на општинската администрација беа на тие комисии обезбедени да бидат представници од сите тие клубови со цел да елаборираат за обврските и за начинот на работа и на функционирањето на клубовите и проблемите со кои се соочуваат во текот на годината. Генерално уште тогаш беа најавени каде би можело да има зголемување на буџетот. Ви спомна и сам екипите што се пласираа во повисок ранг на надпреварување и овде генерално се застапени поголемите клубови, но затоа за помалите клубови се оставени дополнителни средства доколку има нови барања до крајот на годината, да и на тие клубови им се излезе во престап. Тука се генерално поголемите клубови, значи прво ќе спомнам Европското првенство во Б дивизија кој се одржи од 5 до 16 август за прв пат во Гевгелија. Ќе учествуваат 12 екипи, Македонија и 11 странски земји, значи ќе биде на некој начин фестивал во градот и промоција и на спортот и на културата и што е најважно, младите ќе бидат најмногу присутни тука, значи Општина Гевгелија ќе биде организатор и Кошаркарска федерација на Македонија, а
Општина Гевгелија ќе биде генерален покровител на настанот и ќе учествува во соработката со 1.200.000 денари. Во однос на сите поредки ги кажам, затоа што спомнав за некои нема објаснување, јас ги видов барањата и мислам дека на комисии беа разгледани. Кошаркарскиот клуб Кожук, причина за барањето се зголемените трошоци за превоз за нафта, а со оглед на тоа што во барањето има напишано за прв пат од следната сезона ќе играт М12 и М14 ќе бидат пријавени екипи, од таа причина и барањето за зголемување на буџетот. Кошаркарскиот клуб Гевгелија и машкиот од втора лига влезе во прва лига, женскиот од прва лига во Суперлига и од таа причина се барањето за зголемување. Женскиот раковметен клуб барањето ќе пријават оваа година прв пат повторно сениорска екипа и заради тоа им е барањето. Во однос на турнирот во Малфудов меморијалниот турнир, значи уште пред 2 месеци и јас и граначалникот Владимир и граначалникот на Вландови бевме исконтактирани од организаторот, дали ние како граначалници се прифаќаме идејата за да се одржи за прв пат во Македонија таков тип на турнир за млади категории и со кои средства би можели како општини да учествуваме, бидејќи не е мал буџетот да се обезбеди пристигнување на сите тие екипи, сместување. Значи, од општините некаде по финансиската конструкција беше околу 30% реализиран буџетот, другото беше со спонзори. Се надевам дека ќе стане традиционален овој турнир и од година во година ќе расте, но сепак треба да има и човек и некој што ќе се напати да се реализира. Во однос на странските играчи и средствата кои што се издвојуваат за ниво кошаркарскиот клуб Кожук, значи Гевгелија има само еден клуб што се надпреварува во највисок ранг на надпреварува Македонија, тоа е кошаркарскиот клуб Кожук, кој долги години со успех се надпреварува во таа Суперлига. Учеството во таа Суперлига и надпреварувањето не е возможно без странски играчи да се избори опстанок во таа лига, но како клуб, како кошаркарски клуб, ако и погледнете плейофот во младинските категории, не само во 20-ката и во 16-ката, е Кожук и сите други се скопски што работат само со млади категории. Значи, тука успехот што го постигнуваме и што во првата екипа има 6 деца од Гевгелија. Нема друг клуб во Македонија што има во првата екипа од истиот град толку деца. И ќе се работи уште повеќе, затоа и сега и барањето, оваа година за прв пат ќе бидат пријавени до 12 и до 14 години и во тие лиги да настапуваат. Благодарам. Благодарам. Бидејќи никој друг не се јавува за збор, точките 6 и 7 ги става на гласање. Молам, кој е за точка 6, предлог програма за измена и дополнување на програмата за спортски активности за 26-та година, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 6 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Благодариме на представникот на општинската администрација. На гласање ставам точка 7, предлог програма за измена и дополнување на програмата во областа на социјалната заштита за 26-та година. Молам, кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точка 7 е едногласно усвоено со 17 гласа за. Преминуваме понатаму. Наред, точка 8. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Средната општинско училиште Јосиф Јосиповски Гевгелија за 2026 година. Отворам претрес по предлог решението се извршува од комисиите. Представник од училиштето е присутна и даваме збор прво на представничката. Повелете. Добар ден, почитувани председателка на Совет, почитувани градоначалници и советници.
Како представник на Средното општинско училиште Јосип Јосиповски, пред вас беа доставени предлог измени и дополнување на финансовиот план за собствената блок дотација 903-13, како и собствената 787-19 и за донатарските. Повелете доколку имате некоја прашање. Благодарам. Дали некој се јави за збор? Тодоров, повелете. Во ова дополнување на финансискиот извештај за СО Јосип Јосиповски ќе се види и сума од околу 7 милиони денари која ќе е потребна за реконструкција на летнатиот кров. Барам само потврда од представникот дали точно за тоа станува збор и дали овие средства, ако знае, се доволни за реконструкција на кровот или не. Жалам што директорот не е тука да ни објасни подетално докаде сме со овој процес. Не знам ни зошто не е тука. Веројатно треба да донесеме некоја уредба директорите да бидат присутни кога се потребни, бидејќи ќе помине летниот период, ќе треба да стартува новата учебна година, а ние останавме без кров повторно. Сега имаме една нова сметка кај овој финансиски извештај, а тоа е донаторската сметка за акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени. Период јануари-декември. Купно средства 3.699.978 денари или 60.000 евра е овој проект за преку европските образовни програми за унапредување на образованието или поточно не знаеме што точно се унапредува, дигитални алатки, нешто од тоа што пробав што изгуглав. Тоа постоеше. Па сакам да прашам, ако овој проект од овие 3.699.000 денари, 3.160.000 денари одат на патни и дневни расходи, каде што 2.167.000 патувања во странство и сместување и некои си 932.000 патни расходи. Дали не станува збор за екскурзија на професорите, на учениците, колку ученици се опфатени со овој проект и така натаму. Но подетално, ако не може да ми одговори представникот од училиштето, нека си запише и писмен одговор ќе барам од директорот или засегнатиот координатор Сарамандова за овој проект, да ни објасни што како се потрошени овие парични средства. Прашањата ќе ви ги вака сега. Кои се главните придобивки од проектот? С оглед на тоа што е повеќе годишен или поточно кои се бенефитите од овој проект за учениците? Колку наставници се опфатени од СО Јосип Јосиповски Гевгелија и колку ученици, бидејќи се потрошени огромни сума на парични средства за патни и дневни расходи? Што подразбира WP4 развој на дигитални алатки, бидејќи ние како Совет сега треба да гласаме позитивно, негативно или воздржано во однос на овој извештај за кој не знаеме на што се однесува. А во еден мејл добивме порака дека сме биле запознати, и јас не знам кој од советниците е запознат. Ако има некој запознат, па нека ни објасни тука зашто точно станува збор. Како ќе ги оправдаат овие високи патни трошоци? Дали ќе достават извештај за потрошените финансиски средства? И кој е одговорен ако постојат неправилности во однос на овој европски проект? Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор?
Дали ќе да се збор по времето? Почитуване, директорката е отсутна, оправдано и има известување, односно дополнување за нејзиното отсутство. За кровот, односно за првото прашање, дали ќе точно е на контото реконструкција на други објекти, од 7.114.583 е планирано за реконструкција на кровната конструкција на гимназијата Јосиф Јосифовски. Дали ќе стигнат, се уште не знаеме и се чека од осигурителната колку ќе покрие и колку севкупно ќе изнесува реконструкцијата на кровната конструкција. Во врска со проектот Г4, односно донаторската сметка 785 Г4, координаторот ќе ви одговори во писмена форма, само знам дека сите овие подлежат на извештај од агенцијата и сите извештаи што треба да ги пополнуваме квартални и годишни, сите ви се доставуваат во уредно време. Ова е нов проект, почнан од минатата година, за прв пат во декември месец, не во јануари месец оваа година се пристигнати средства. Се очекуваат во следните неколку да стигнат остатокот од 40, 20 или 60% во разлика од работниот пакет. Благодарам. Доколку никој друг не се јавува за збор, што извинувам, повелете колега. Миловски. Ето ви дефузим. Благодарам. Колку ќе биде можност представникот на Средното општинско училиште да ми даде одговор, би сакал само да прашам, пошто има доста проекти од националната програма Erasmus+, имаше еден проект пред 2-3 години, мислам дека беше така, иновативен тренинг, хуб вештини на едината. Значи, докаде, ако може да ми дадете информација, докаде тој проект се зборуваше за некоја сума од 507-8 евра, а тој проект опфаќа современи опремени работилници за машинската струка, практични кабинети за економската струка, опрема за угостителско-туристичката струка, фотоволтаични панели и така натаму, да не ги наредувам сите. Ме интересира само докаде е тој проект, ако може да добиеме некоја информација. Благодарам. Благодарам. Доколку проектот е дел од финансискиот план, односно измените и дополнувањето на финансискиот план на моментално што го разгледуваме, молам, можете слободно да се изјасните. Доколку не, немате обврска по исто, затоа што не е точка на дневен ред. Доколку училиштето има вода, може дополнително да даде спорка. Дали е да? Не. Не е во измените и дополнувањето. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, точка 8, предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Јосиф Јосифовски Гевгелија за 2026 година го ставам на гласање. Кој е за, молам нека прене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 8 Констатирам дека точка 8 е освоена со 12 гласа за, 5 воздржани и 1 неглас. Одиме понатаму. Благодариме на представникот на училиштето. Точките 9, 10 и 11. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Основното училиште Владо Кантарџиев Гевгелија за 26 година. Точка 10. Предлог решение за давање согласност на измените и дополнувањето на годишниот план за вработување на Владо Кантарџиев за 26 година. И точка 11. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување
за 2027 година на Основното општинско училиште Владо Кантарджиев Гевгелија, број 01/168/7 од 26 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од училиштето е присутна и давам збор на представничката. Повелете, директорка. Почитувана председателке, почитувани советници, добар ден. Општинското основно училиште Владо Кантарджиев од Гевгелија ви ги достави потребните документи, а тоа се измени и дополнување на годишниот план за вработување за 26 година, годишен план за вработување на 27 година, како и предлог измени и дополнување на финансовиот план. Ако има некој прашање, повелете. Благодарам. Повелете, дали некој се јавува за збор по точките 9, 10 и 11? Петров, повелете. Благодарам. Почитувана директорка, јас имам прашање вчера, ме слушнавте исто го постави на комисиите и сакам некој да одговори. Зошто ниеден предлог финансиски план, дали е за измена или дополнување, не содржи наративен дел, изработен со наративен дел од ваша страна? Зошто немаме образложение што, од која сметка, зошто се прави текстуален дел? Значи, имаме само табели со бројки. Знаете дека наративниот дел е задолжителен на целиот извештај и тоа очекувам во иднина да го добиваме. До денеска, значи вчера спомнав, до денеска немаше такви измени, не стигна на мејл. Лани исто се случи и кажав вчера и пак ќе кажам денеска и да знаат другите колеги, заради овие причини ние денеска нема да ги поддржиме овие ваши предлози. Благодарам. Тодоров. Ако не се лажем, при носењето на програмата за работа за оваа година, прво тука беше дискутирано дека собравте самите парични средства за униформи. Сега гледам дека 50.000 денари ви остануваат за набавка на униформи во училиштето, а градоначалникот рече дека од оваа година ќе бидат бесплатни униформите за сите училишта. Па со овој ребаланс, дали со 50.000 денари ќе обезбедите униформи за сите ученици во училиштето да набавите за од септември, или тоа беше само една представа во декември дека ќе има бесплатни униформи за учениците? Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Вака, прво во однос на тоа за наративниот дел на финансовиот план, јас еве 4 години како сум директор на основното училиште Владо Кантарджиев и секогаш финансовиот план изгледал вака и во претходните години изгледал вака, затоа што постои терк како треба да изгледа финансов план. За се што треба до објаснување во однос на ставки и поставки ви стоиме на располагање ние, доколку треба да ви да објасниме, тоа секако ќе го направиме. Во однос на прашањето за униформите. Значи, униформите оваа година за сите ученици во основните училишта ќе бидат бесплатни обезбедени од општината. За тоа сигурно давате согласност вие како Совет на општина Гевгелија, а во нашиот финансов план униформите се однесуваат на униформите што ги носат наставниците по физичко и здравствено образование и техничкиот персонал. Значи, не се работи за униформи на ученици. Униформи и обувки им набавуваме на техничкиот персонал и наставниците по физичко и здравствено образование. Не знам ако имате нешто друго, повелите. Благодарам, директорке. Тодоров, па Петров, по втор пат за збор. Само секунда, дали некој се јавува за збор по прв пат? Тодоров, повелите. Јас не знам што не е јасно во тоа што го прашаш. Значи, треба да имате предвидено парични средства со овој ребаланс за набавка на униформи. Ова е ребаланс со овие парични средства, треба да купите униформи, да
објавите тендер за набавка на истите и од септември да имаат децата бесплатни униформи за да одат на школа. Кажете ми во која ставка ви се планирани тие парични средства? Значи, за да општината вам или ние советниците изгласаме, треба да ви изгласаме парични средства кои ќе ви легнат на конто и од тоа конто да се распишете оглас за јавна набавка и да извршите јавна набавка. Ако овоа конто за униформи ви е за учителите, за нивната спортска опрема, кој конто ви е за набавка на униформи на учениците? И дали имате распределени парични средства со кои ќе обезбедите бесплатни униформи за учениците? Толку ве прашав, сега и во моментот. Сега сме крајот на мај, завршила учебната година, септември е позади вратата за 2 месеци. Благодарам. Благодарам. Петра? Почитувана директорке, втора година, трета година ова совет и слушам од претходните колеги од ВМРО ДПМН и од СДСМ, претходната пракса вака било. Значи, ние дојдовме овде не запознавајќи со претходна пракса на изработување на документи, туку на законски материјал, прописи и членови. Значи, од изработката, ако финансискиот план е еден буџет, значи буџет на училиштето, како што општинскиот буџет содржи наративен дел, така по законот веќе прописите дека и училиштата и јавни институции мора во нивната изработка да содржат наративен дел. Значи тоа е пропис, правило по закон. Значи не се работи за претходна пракса и некој терк кој некој го изработи ваша. Баш би сакал да видам тој терк дали е изработен од Министерството за финансии или некој од вработените таму или од сметливодство некој. Благодарам. Благодарам. Реплика од Петков на Петров. Моли? Се јави за збор повтор пат. За збор повтор пат. Петков, повелете. Благодарам, председателке. Сакам да го прашам колегата Петров по кој член. Значи така, твоето беше излагање, а јас не гледам негде во деловникот или во статото до прецизирање на прашање. Такво нешто нема, туку или имаш збор или имаш реплика. Вие претходно замате збор. Добро, на првиот дел од говорот, значи на првиот дел од зборот, значи на првиот говор ти взимам реплика. Од твоето беше образлагање, а во образлагањето имаше и прашање. Јас не ти одговарам на прашањето. Јас имам реплика. Че вака, сакам да те прашам, колега Петров, од кој закон и по кој член барате да има наративен извештај во финансискиот план на училиштето, бидејќи неколку пати се навратите на него, сакам точен член да ми цитирате. Благодарам. Ве молам колеги за внимание и за тишина да можеме да работиме конструктивно и да ја завршиме денешната седница како што треба. Процедурално колешки Силова, што е прекршено од деловникот за работа. Ве молам да завршите, колеги. Колешки Силова, на што се однесува процедуралното? Повелете, што прекршив да видам? Процедуралното ми е до вас, почитувана председател. Да, значи, во ниеден член од деловникот за работа на Советот нема член каде што советник може да поставува прашање до советник. Вие не го спречивте колегата. Да го постави прашањето одговорница до советник. Мислам, абсурд. Благодарам. Благодарам. Одиме понатаму. Директорката да одговори на прашањата, повелете директорка. Вака во однос на наративниот дел ќе се исконсултираме и доколку тоа е законски потребно, ќе го направиме во следниот извештај. А во однос на униформите, вака, тоа е одлука донесена од Советот на општина и набавката јавна ќе ја врши општина Гевгелија.
а до нас институциите беше побарно да доставиме одлука од Совет на родители и одлука од училишен одбор за воведување на униформи. Значи, целата постапка со финансиски средства и импликации ќе ја врши општина Гевгелија, а не училиштата. Колеги, ве молам, а не секој училиште посебно. благодарам директорке. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, благодариме на директорката за присуство. Точка 9. Решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансовиот план на училиштето за 26 година го ставаме на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 9 е усвоена со 11 гласа за, 4 воздржани и 1 неглас. Точка 10. Предлог решение за давање согласност на измените и дополнувањето на годишниот план за вработување на училиштето Владо Кантарџиев Гевгелија за 26 година го ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржан? Констатирам дека точка 10 е усвоена со 11 гласа за, 4 воздржани и 1 негласа. Точка 11. Да ставам на гласање предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 27 година училиштето Владо Кантарџиев. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 11 е усвоена со 11 гласа за, 3 воздржани, 2 не гласале. Одиме понатаму, точка 12 и 13. Ги разгледуваме заедно, ги дискутираме заедно, ги гласаме посебно. Решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на училиштето Крстен Мисирков за 26 година и точка 13 решение, предлог решение за давање согласност на годишниот план за 27 година на училиштето. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите, представничката од училиштата е присутна и даваме збор. Повелете. Добар ден, почитувана председателки, почитувани советници. Пред беа доставени предлог измените за дополнување на финансискиот план на основното училиште Крстен Мисирков од Гевгелија, на неговата блок дотација, односно 903.10 и на сметката 78716, односно собствената сметка, како и предлог измените односно годишниот план за вработување за 2026 година. Доколку имате некоја прашање, поведете. Благодарам представничката. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, и благодариме на представничката за присуството. Точка 12. Предлог решението за усвојување на измените и дополнувањата. Молим? Не се јавивте за збор, колега. Имам глава, никој не се јави за збор. Колега, јас не мислам ништо на тоа што вие мислите. Процедурално мислам дека... Не, јас зборам за мене процедурално. Немам глава и никој не се јави за збор. Дали се јавувате, колега, за збор? Повелете. Колега Тодоров, повелете. Повелете. И вие состоирате од нас. Повелете. На што се должи планираните нови две вработувања? Објаснете како зголемен обем на работа и зашто станува збор. Барам да ми одговорат. Представникот од основното училиште Крстен Мисирков и веројатно да ми одговорите како сте представник и на средното општинско училиште и на основното училиште во исто време. Дали ги водите финансиите и за двете институции? Благодарам. Благодарам. Повелете.
За првото ваше прашање ќе бидете писмено информирани, односно ќе добиете во писмена форма по систематизација, по зголемен број на ученици или по вкупен број на ученици ќе добиете писмена од директорот. А јас како сум представник на средното училиште и на основните, сум по нормативна работа, значи книговодител на средното општинско училиште, односно гимназијата, на Крстимир Сирков, на Владо Кантарџиев, на музичкото и на Негорци и на Миравци. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, го заклучувам претресот по точките 12 и 13. Точка 12 ја ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Да. Дали има некој против? Дали е некој воздржан? Констатирам дека точка 12 е усвоена со 11 гласа за, 3 воздржани и 1 не гласа. Двајца не гласа? Левица не гласахте? Не, двајца. Двајца не гласали и 1 судирни интерес. Точка 13 ја ставаме на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Двајца не гласат и 1 судирни интерес. Констатирам дека точка 13 е усвоена со 11 гласа за, 3 воздржани, 2 не гласале и 1 судирни интерес. Одиме понатаму, точка 14 и 15 ќе ги разгледуваме заедно, пониско гласаме одделно. Точка 14 предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Основното училиште Ристо Шуклев Негорци за 26 година и точка 15 предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 27 година на истото училиште. Отварам претрес по предлог решението. Со извештај од комисиите, представник од училиштето е присутна и даваме збор. Повелете, директорке. Почитувана председателке, почитувани советници, Основното училиште Ристо Шуклев ви достави предлог измени и дополнување на финансов план за буџетската сметка 903, собствената и донаторската сметка во однос на планот за вработување за 27 година. Основното училиште нема потреба од ново вработување. Доколку имате прашање, повелете. Благодарам, директорке. Повелете, дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, го заклучувам претресот по двете точки. Директорке, ви благодарам за присуството. Точка 14 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Дали е некој против? Воздржани? Воздржан? Констатирам дека точка 14 е усвоена со 12 гласа за, 3 воздржани и 1 не глас. Точка 15 ја ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека точка 15 е едногласно усвоена со 15 гласа за. Николча, гласаш за? Не. Значи, усвоена со 15 гласа за и 1 не гласа. Одиме понатаму, точка 16 и 17. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Климен Охридски Миравци за 26 година и предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 27 година на истото училиште. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од училиштето ни е присутна и давам збор на директорката. Повелете. Добар ден, почитувани председателки, почитувани советници. Пред вас беа доставени предходно материјалите за измените и дополнувањата на финансовиот план за сметките и плюс за годишниот план. Доколку имате нешто да ме прашате, повелете. Благодарам, директорке. Дали некој се јавува за збор по точка 16 и 17?
Доколку никој не се јавил за збор, ги заклучувам претресите по точка 16 и претресите по точка 17. Ги ставам на гласање. Се заблагодарувам на директорката на училиштето. Точка 16. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Воздржан? Еден глас. Констатирам дека точка 16 е усвоена со 12 гласа за, 3 воздржани и 1 негласа. Точка 17 ја ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам точка 17 е усвоена со 12 гласа за, 3 воздржани и 1 негласа. Одиме понатаму точките 18 и 19 кои се однесуваат на основното општинско музичко училиште Васо Карајанов. Точка 18 е предлог решение за усвојање на измените и дополнувањата на финансискиот план за 26 година, а точка 19 за давање согласност за годишниот план за вработување за 27 година на училиштето. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од училиштето е присутен и давам збор на директорката. Повелете. Благодарам председателке, почитувани. Предлог измените и дополнувањата на финансовиот план на музичкото училиште Васо Карајанов се со измени, односно со дополнување од 182.000 денари. Тие се распоредени по ставки и подставки во рамките на нашиот буџет од училиштето. А во однос на точката за вработување во следната година, односно 2027 година, имаме планирано вработување на едно лице, секретар, бидејќи на сегашното лице му истекува старосната возраст на пензија, значи има право, ги исполнува условите да оди во пензија. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам, директорке. Дали некој се јавил за збор? Доколку никој не се јавил за збор, го заклучувам претресот по точка 18 и претресот по точка 19 и ги ставам на гласање. Се благодарувам. Би сакала вака јавно да ве поканам. Денес и утре имаме завршни концерти на музичкиот одел и на балетскиот одел. Вечер со почеток во 20 часот во хотел Аполонија. А утре вечер, тука во театарот, балетскиот одел има завршна балетска представа и ве поканувам како советници, како председателка на Советна општина и целата јавност, повелете на нашите концерти. Ви благодарам. Во 20 часа. Благодарам на директорот на поканата. Точка 18. Измените и дополнувањата за 26 година. Ставам на гласање. Кој е за? Дали има некој против? Воздржани? И еден неглас. Констатирам дека точка 18 е усвоена со 12 гласа за, 3 воздржани и 1 негласа. Точка 19 ја ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Кој е против? Дали има воздржани? Констатирам дека точка 19 е усвоена со 12 гласа за, 3 воздржани и 1 неглас. Одиме понатаму. Точка 20. Решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на јавната општинска установа библиотека Гоце Делчев Кефелија за 2026 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од установата е присутен. Му даваме збор на директорот. Повелете. Благодарам. Почитувани членови на Советна општина Гевгелија, измените и дополнувањата кои што се однесуваат на сметка 903 беа доставени до општината. Доколку имате било какви прашања во врска со тоа, повелете. Благодарам, директора. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, го затворам претресот по точка 20. На представникот од установата му се заблагодаруваме за присуството. Точка 20. Ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Воздржан? Констатирам дека точка 20 е усвоена со 11 гласа за, 3 воздржани и 1 неглас.
Одиме понатаму со точка 21 и 22. Решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на детската градинка Гевгелија за 26 година и точка 22. Предлог решение за давање согласност на статутарната одлука за измена и дополнување на статутот на Општинската установа детска градинка Детска радост Гевгелија. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од институцијата ни е присутна и даваме збор на представничката. Повелете. Добар ден, почитувана председателка на Советот, почитувани советници. Измената и дополнувањето на финансовиот план за јавната општинска установа Детска радост Гевгелија од 1.1 до 31.12.2026 година се однесува во делот на блок дотациите на средствата кои се останати од претходната година и изнесува 412.404 денари. Истите се распоредени на контото за течно гориво. Материјалите ви беа доставени, доколку имате некои прашања, да молам да ведете. Благодарам на представникот од установата. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, го затворам претресот по точка 21 и го затворам за точка 22. Во врска со точката 22, статутарната измена се однесува во делото согласување на статутот со законските измени во Законот за заштита на децата. И тоа член 33, став 1 се менува, а членовите 33а и 33б се бришат. Материјалите ви беа доставени, доколку имате прашања, да молам да повече. Благодарам. Дали некој се јава за збор по точка 22? Повелете Сивова. Благодарам, председателке. Уште на почетокот да кажам дека советничката група на СДСМ ќе гласа за, затоа што се работи за законска измена. Ама не можам да премолчам за нешто. Значи, вчера на комисиите на директорката ја укажав, статутарна одлука за измени и дополнување на статутот установата донесува на 15.4. оваа година. Понатаму, истата статутарна одлука доаѓа на седница на Совет на управен одбор на 28.4.2026 година, каде што истата се усвојува и таму во член 33 став 1 се фактички условите за распишување на оглас за директор. Огласот е распишан на 30 април оваа година, значи тие на некој начин го спазиле тоа да донесат статутарна одлука и да ја поменат на управен, статутарната одлука не е помина на Совет. За мене е апсурд и деградација на Совет, значи да од распишаниот оглас за вработување на директор, ние да донесуваме одлука за усвојување на условите за распишување на оглас. Тука раскорак во институциите и мене лично како член на Совет ме боли деградацијата на Совет, значи тука требало директорката малку да побрза со свикување на управниот одбор, затоа што ние имавме седница на Совет на 27 април, каде што ги поминавме сите статутарни одлуки на сите други институции. Ако се сеќавате. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Не усти. Благодарам. Јас се извинувам, не бев тука, меѓутоа разговараме по сите точки за градинката, така? Расправата по точка 21 е заклучена, ова расправа по точка 22. Никој не се јави за збор. Оште на почетокот спомнавте дека ќе расправаме по сите точки заедно, а после ќе гласаме посебно. Така
Така е. Значи сега точката 21 ја заклучивме расправата, а потоа представничката на установата се да објасни во врска со, односно не се да објасни, туку се ја образложи точката 22 и сега расправам по точката 22. Гласањето по точката 21 се уште не е завршено, меѓутоа во моментот кога повикав никој не се јави за збор и претресот е затворен по исто. значи еднаш важи За еден, финансискиот план. Тоа е за финансискиот план. значи еднаш важи еден аршин, друг па друг. Не добивам важат право двојни- на- Не важат двојни аршини да се Важат затоа што не добивам збор по првата точка, а рековте дека во исто време ќе расправаме за трите точки заедно. Колега, да бевте присутен, а мислам Ама- дека бевте ќе слушнавте како го изнесов ова пред сите вас. Значи на почетокот на седмицата едно, сега друго. Така и беше, колега. Не, на почетокот кажавте, за сите точки ќе расправаме заедно, а ќе гласаме за секоја точка поединечно. Значи еве сега јас расправам, сакам да расправам по точка од трите точки кои се за градинката. Вие не ми дозволувате. Не, колега, не ви дозволувам, бевте повикани за збор. Јас, колеги, на сите ви дадов збор по точка. Никој не се јави. Значи сега ги делиме точка по точка. 21 и 22. Не Никој зборуваме се за јави сите точки како што кажавте на почетокот, сега зборуваме точка по точка. Представникот на установата најпрво ја образложи само првата точка, а потоа образложи втората точка, при тоа бидејќи тука. Па нека ја образложи и третата точка, па после ќе дискутираме по сите три точки. Не е битно. Ето две. Заедно са две. Од општинската администрација како предлагате да се реши ова? Заклучениот претпис е заклучен претпис и не се враќа по него. Така? Благодарам. Не е, колега, дека ви одеме зборот. Значи јас повикав за збор, гласно и беше заклучен претпис со истиот. Дали некој друг се јавува по точка 22? Повелете, на што се однесува процедуралната, колега? Ајде, колега, да видиме. Значи, ако расправаме по двете точки и ги гласаме посебно, додека не се изгласи, имам право да расправаме по двете точки. Од кога ќе се изгласи, нема право на расправа. Значи, ги расправаме заедно, ги гласаме посебно. И не можете да ја заклучите расправата по едната точка, а не сме гласали. Требаше да гласаме, па да биде заклучена расправа. Ви благодарам. Додека не се гласа, не е заклучена расправа. Така се заклучува пред гласање, се заклучува расправата. Расправата се заклучува пред гласање и се преминува на гласање. Значи, ако заклучите расправата, трябваше да гласате. Не, без да софлираме. Onda точките не се разправят заедно. Значи, точките не се разправят заедно, щом се гласа посебно. И се разправят посебно. Разправят посебно, глас посебно. Сега двете точки ги разправят заедно. Ама не, заедно така, аз сме процедурални. Ајде, пауза на 10 минути. Колеги, ако може да продолжиме. Колега Неловски, повелете по точка 21 да земете збор, затоа што точката не е завршена со гласање. Благодарам. Почитуван представник од јавната општинска установа детска градинка Детска радост Гевгелија, имам
прашања до вас и би сакал да ми одговорите. Убаво беше да биде директорот тука и една забелешка од колегите на место. Друг е разговорот односно прашањата и комуникацијата со раководното лице на институцијата, друг е со пуштените представници од страна на институцијата, меѓутоа тоа е што е. Имам едно прашање, пошто во финансовиот план гледам е нешто поразличен од другите институции и не забележав дали имате пренос на средства од минатата година за оваа година. Пошто во сите претходни основни училишта и средното може да се забележи убаво кажано пренос на тие средства од минатата година. Дали вие како институција имате вишок на средства минатата година кои треба да се пренесат оваа година и доколку имате, зошто не се ставени во ребалансот на буџетот? Тоа ми е првото прашање. Молим? И друго, што е симптоматично за мене, значи, по завршната сметка од минатата година, се гледа дека има некој вишок на средства, со кои сигурно, доколку правилно ги распоредевте оваа година, ќе можеше да се обезбеди и гориво за градинката во Негорци, за да може таму децата да не стојат во ладни простории. Сигурно ќе се обезбедеа и средства за градинката во Пардејци и таму да не се јавуваат по дома одредени од вашата институција, за да не доаѓаат децата во градинка затоа што нема греење и ред други работи. Сигурно ќе се направеше и некоја мала санација на кровот во детската градинка која од невремето беше оштетен и ред други работи. Меѓутоа најсимптоматично за мене е во делот на средствата за одржување на хигиена. Значи имате планирано 500.000 денари, а со ребалансот намалувате на 350.000 денари, односно одземате 1/3 од средствата за хигиена. Се работи за институција каде што постојуваат најмалите, најранливите категории на општина Гевгелија, а вие од средствата за хигиена намалувате 150.000 денари. Ова за мене лично не држи вода. И заради оваа работа, заради ова, ние, како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз, нема да гласаме за овој ребаланс на детската градинка. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор по точка 21 и 22? Представникот на институцијата да даде одговор на поставените прашања, повелете. Значи, во врска со средствата за хигиена. Значи, ние, кога распишуваме тендер, имаме спецификација кои средства не се потребни во колкави количини. И предвидуваме одреден износ на пари. Меѓутоа, на самото надавање може да се намалат цените, некој да понуди пониски цени и да може и со 350.000 да се заврши тендер. Значи, количините, потребната количина на средствата за хигиена не е намалена. Значи, сме добиле пониски цени за ИС. Тоа е одговорот на прашањето за делот на хигиена. Од ланската година, остатокот е овој што го префрламе сега 412.404 денари. И го распоредуваме за гориво. Тој што се гледа како во завршната сметка како остаток, тоа е фактички износот на жиросметката, што не салдото на жиросметка. Тоа е всушност добивка за почеток на работењето за наредната година. Доколку има и други прашања? Милоски, Сорпак. Благодарам. Во врска со одговорот на прашањето за намалување на средствата, се е тоа во ред, меѓутоа одредена количина
не мора да значи дека е таа и нема да има потреба од нешто друго. Значи, вие не давате можност за да се реагира доколку има потреба. Средствата ги скинувате. Во делот на пренесувањето на средствата, на седница одржана на ден 19.2.26 година, Управниот одбор ја усвоила завршната сметка за резултатите во работењето на јавната општинска установа Детска градинка Детска радост Гевгелија на сметка 787714 собствена сметка и вика: остварен вкупен приход 12.973.187 денари, остварени вкупни трошоци, разход 11.744.242 денари и за пренос на наредната година 1.228.945 денари. Не се 400.000 како што ги кажувате вие. Зошто овие средства ги нема во ребалансот оваа година за да се искористат за потребите на градинката? Значи, вие ги спомнувате средствата кои што се на собствената сметка. А овие средства што ги префрлуваме се на сметката за блок дотација. Значи, ние со тие средства почнавме да работиме 26-та година и ги искористивме затоа што дел од блок дотациите не беа исплатени и не можевме да ги исплатиме сите средства за храна кои што беа предвидени за набавување на храна. И ги исплативме со средства од собствените приходи. А овие 412.404 се средства на сметката за блок дотација. Доколку имате други прашања, ве молам поведете. Благодарам, представничке. Дали некој друг се јавил за збор по точка 21 и точка 22? Доколку нема, благодариме на представничката на детската градинка. Заклучувам претресот по точка 21 и по точка 22. Точка 21. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Детската градинка Детска радост Гевгелија за 26 година става на гласање. Кој е за, молам, нека крене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 21 е усвоена со 12 гласа за и 6 советници негласани. Точка 22. Предлог решение за даване согласност на статутарната одлука на истата установа Детска радост. Ставам на гласање. Кој е за, молам, нека крене рака. Констатирам дека точка 22 е едногласно усвоена со 18 гласа за. Одиме понатаму. Точка 23 и 24. Ги разгледуваме заедно, ги дискутираме заедно, ги гласаме посебно. Точка 23. Предлог решение за разрешување на член во управниот одбор на јавната општинска установа Детска градинка Детска радост Гевгелија како представник од општината. И точка 24. Предлог решение за именување на член во управниот одбор на истата установа како представник на општината. Отварам претрес по предлог решението се изврши од комисиите. Му давам збор на председателот на комисијата за избори и именувања. Председател повели. Ви благодарам, председателке. Во однос на точка 23, предлог решение за разрешување на член во управниот одбор на ЈОГД Детска радост Гевгелија како представник на општината, овде во оваа точка на нашата комисија се донесе одлука да се прифати решението за разрешување на член на управниот одбор. Овде се разрешува лицето Викторија Јанкуловска, која си поднела неотповиклива оставка заради лични причини. Во однос на точка 24 од дневниот ред, предлог решение за именување член во управниот одбор на ЈОГД Детска радост Гевгелија како представник на општината. Овде на нашата комисија беше донесена одлука
да да го предложиме лицето Будинка Озунова Дуева од Евгелија за член во управниот одбор. Таа е дипломиран правник со таа е магистар на правни науки со 300 ЕКТС кредити, има повеќе од 10 години искуство во областа и таа е предложат за член на управен одбор. Со тоа го завршувам моето излагање, доколку има некои прашања, повелете. Благодарам. Благодарам. Дали некој се јавува за збор по точка 23 и точка 24? Доколку никој не се јавува за збор, го затворам претресот по точка 23 и точката ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Гласаш или не? Георгиев? Не. Констатирам дека точка 23 е усвоена со 16 гласа за и 1 не глас. Расправата претресот по точка 24 е затворам и точка 24 решение за именување на член во управниот одбор на детска градинка како претседник на општината остава на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Тодоров? Да. Дали има некој против? Воздржани? Добро. Констатирам дека точка 24 е усвоена со 12 гласа за, 4 воздржани и 1 не глас. Одиме понатаму, точка 25. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителски објект. Отварам претрес по предлог одлуките со извештај од комисиите. Представник од општинската администрација присутен, му даваме збор, повелете. Почитувана председателка на Советот, почитувани членови на Советот на општина Гевгелија, почитувани гевгелијска јавност. До општина Гевгелија стигна барање од фирмата Милбо Груп до Гевгелија, собственици на Дели Кофи Хаус од Гевгелија, кои што бараат продолжување на работното време за 1 час и тоа од периодот на 12 јуни 2025 до 13 јуни и тоа во периодот од 1 до 2 часот пополнот. Поводот како што е наведено во нивното барање, организација на музички настан по повод 5 години од постоењето на нивната фирма. Истите се обрзуваат дека ќе обезбедат јавен ред и мир и ќе се придржуваат до дозволеното ниво на обучавање. Гледајќи го нивното барање, ние се повикавме на член 23 став 3 од Закон за гостителска дејност, каде што се пропишува дека за организирање на културни настани, Советот на општина Гевгелија може да дава продолжување на работно време најмногу до 2 часа и тоа во период од 3 дена последователно. Така да е оставена на Советот да се произнесе по нивното барање. Благодарам на представникот на општинската администрација. Дали некој се јавува за збор? Тодоров? Точно е тоа дека според законот можеме ние да го зголемиме работното време, но мислам дека законот предвидува и истото да биде вметнато во програмата за култура. Но, што е тука проблемот? Проблемот е во тоа што ноќниот живот во Гевгелија е изумрен и околу тоа треба да размислиме како Совет, што и како. Имавме локали кои што нудеа ноќниот живот, сега во однос на тоа живот е скратен, но да не излегувам како демек од тема, да не бегам, треба да се поставиме едно реторичко прашање, а тоа е што ние како Совет ќе направиме доколку на секој јубилеј, секој правно лице ни побара нам продолжување на работното време. Дали секој Совет ќе треба да го правиме се ова исто. Значи, сме имале претходно сум учествувал во вакви дебати, и треба да го решиме ова, да се определат датуми кои што ќе би можеле во програмата да биде зголемено работното време, а не да се фокусираме на поединецот и неговите жалби. Треба да постои јасен норматив. Од и другата недела може друг локал да ни дојде и да ни бара исто така продолжување на работно време. И што ќе направиме? Пак ќе му одобриме.
И цело време тоа ќе го правиме. Не велам да не одобриме. Да, треба научниот живот да живее, но треба да составиме една рамка во програмата за култура каде што тие датуми би ги предвиделе унапред и тие викенди каде што би можеле ние да дадеме ваква согласност. Благодарам. Благодарам, Тодоров. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, го заклучувам претресот по точка 25 и ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека трене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 25 е усвоена со 12 гласа за, 1 воздржан и 5 советници не гласа. Одиме понатаму, точка 26. Моле? Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализираните проекти на Флорид Гевгелија, каде што како партнер се јавува општина Гевгелија. Отварам претрес по предлог заклучокот со извештај од комисиите. Представник од Флорид Гевгелија, дали е присутен? Е присутен и му даваме збор прво на представник. Представникот на Флорид, повелете. Давам збор. Почитувана председателке, почитувани советници, пред вас е извештајот на работата на Фондацијата за локален развој и развој на информатички технологии Гевгелија за 2025 година. Во него се дадени најголем дел од активностите на кои што се работи, кои што се работи во изминатиот период, а како дел од извештајот се исто и активностите кои што се заедно сработени со локалната акцијска група Боња, каде што исто така сме основач. Доколку има прашања поврзано со активностите, со работата или со нешто останато, ве молам повелете. Благодарам. Благодарам на представникот на Флорид. Дали некој се јавува за збор по точка 26? Бидејќи никој не се јавува за збор, го заклучувам претресот по точка 26. Му благодариме на представникот за присуството и точката ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека теме рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 26 е усвоена со 10 гласа за и 4 воздржани. Одиме понатаму. Завршиме со првите комуналец. До информациите. Завршиме и комуналец кварталот и почетни информации. Пауза да направиме за кратко време пауза. 15 минути доволно е, може? Може.